А сега ќе се обидеме да одговориме на едно прашање. Прашањето е зошто првата заповед е прва? Дали може Господ да даде некој поинаков редослед на заповедите? Зошто почнува токму со таа заповед? Излез 20 глава од 1 до 3 ќе прочитаме. Излез или 2 Мојсиева 20 глава 1 до 3. Зошто првата заповед е прва? Вели, тогаш Бог ги изговори сите овие зборови. Јас сум Господ твој Бог, кој те изведе од египетската земја, од куќата на робството. Сега трети стих вели, немој да имаш или не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Не ќе имаш никакви други богови покрај мене. Како што Павле запишал во второ послание до Тимотеј 3:16, целото писмо е од Бога дадено и е вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање, за воспитување во правдата, тогаш нема причина да не веруваме дека токму и оваа заповед, токму ова писмо, овој стих, конкретно третиот, не е даден токму за тоа, за поука, за поправање и дека е полезно да видиме, да откриеме зошто Господ токму започнал со ова заповед, зошто првата заповед е прва. Од само лично искуство можеме секој од нас да потврдиме, а и од проучување на Библијата, можеме да дојдеме до заклучок, до едноставен заклучок, дека ако ја почитуваме оваа прва заповед, тогаш проблемите ќе ги нема. Ќе видиме сега понатаму што сакам да кажам. Ако ништо и никој во животот не ви е пред Бога, тоаш нема да имате такви проблеми какви што имате. И јас исто така. Ајде да отвориме сега во Битие 1.26. Битие, 1 Мојсиева, 1 глава, 26 стих. Вели, Бог рече да направиме човек во нашиот лик според нашата сличност. Нема да читаме натаму. Да направиме човек во нашиот лик според нашата сличност. Или не е погрешно ако кажеме дека Господ сака да направи една нова раса, еден нов вид, и тој нов вид, човештвото, луѓето, во се што ќе прават, да бидат налик на Бога. Да тој им биде на прво место. Да, знаеме дека во нашиот лик, која вели, се мисли многу пошироко, но тоа офаќа и вакво нешто. Значи, да човекот живее постојано со тоа правило, да Господ му биде на прво место. Знаеме дека, за жал, Адам и Ева уште на самиот почеток го тргнале Бога од првото место и затоа изгрешиле. Ајде да видиме како Исус го живеел својот живот. И тоа знаеме дека е победоносен живот, успешен живот во кој што успел да ни даде еден совршен пример за тоа како можеме ние да живееме. Во Јован 8.29, ако отвориме, Јованово Евангелие 8.29, едноставни зборови, но нешто што навистина фасцинира и, знаете, обично луѓето велат дека секој правило си има свој исклучок, некојаш. Нели, сте слушнале? Секој правило има исклучок. Има исклучок понекојаш на правилото. Но овде нема исклучок. Исус не дава простор за такво нешто. Послушайте го стихот 8.29. Оној кој ме прати е со мене, не ме остави сам, зашто секогаш го вршам она што му е угодно, што нему е угодно, што нему му е по кејф, можеме да кажеме. И што вели? Секогаш. Зашто секогаш го вршам она што нему му е угодно. Значи, тој ми е на прво место. Најчесто во нашиот живот, затоа што ние правиме работи што нам не се угодни,
што нам ни се покев, со тоа, кршики ја одма првата заповед, настануваат проблемите. Многу едноставно. Видите што вели Елен Вајд во Копнежот на вековите, 664 страна, оригинал. Вели Исус не открил никакви особини, ниту покажал сила што на луѓето би им била достапно со вера во Него. Значи, не открил никакви особини кои што не би им биле достапни на луѓето со вера. Сите негови следбеници може да имаат неговата совршена човечка природа или да го имаат тој победоносен живот што тој го имал, ако му се покорат на Бога, како што го сторил тоа тој. А како живеел тој? Прочитавме, секогаш го вршил она што му било угодно на Бога. Значи, прашањето е дали она што јас го правам, што и да е во животот, е на Божја слава. Дали со тоа го прославувам Бога. И со тоа исто и покажувам во исто време дека и тој ми е најбитен, тој ми е на прво место. И сите проблеми на некој начин како да поаѓаат од тука. Еве да прочитаме во еден пример за тоа како тоа можеме често пати да си предизвикаме сами проблеми, токму поради кршење на ова прва заповед. Да прочитаме во Судии, 14 глава, познат настан, со Самсон, Судии, 14 глава, 1 до 3. Судии, 14, 1 до 3. Вели овде и Самсон слезе во тамнат и издогледа таму девојка од филистејските керки. Откако се врати, им го довери тоа на таткото и на мајката, забележа, вели, во тамнат девојка од филистејските керки, оженете ме со неа. Зошто сакал филистејка да земе Самсон? Кога јасно му било знаел дека тоа не е по Божја волја. Таткото и мајката рекоа, зар нема девојки меѓу керките на твоето племе и во сиот наш народ, па ти одиш да земеш жена од необрзаните филистејци? Но, кој бил одговорот на Самсон? Но Самсон му одговори на татка си, ожени ме со неа, зашто таа ми замиле, ми омиле. Таа ми е покеев мене. Исус, вели, секогаш ја твореше Божјата волја, односно, она што му беше мило на Бога. Знаеме Самсон какви проблеми си нанал со овој чекор. Зошто? Затоа што сторил нешто што му нему било покеев. Од тука настануваат буквално сите проблеми. Ете, затоа првата заповед е прва. Ако тука се сопнеме, се сопнуваме на многу нешто. Ако имаме нешто што ни е поважно од Бога, ете ти проблем. За да видиме колку Господ е сериозен околу тоа да ни биде секогаш прв и најважен во животот, ќе видиме сега еден настан исто познат во Стариот Завет, во прва книга на Цареви ќе отвориме во 17 глава. Прва книга Цареви, 17 глава, од 8 стих читаме. Економска криза, нема дожд, нема род и нормално, автоматски во тоа време, тоа значи економска криза. Дури и во денешно време, иако малку е можеби поинаку, но сепак 3,5 години да немате дожд, да биде суша, и те како ќе влијае врз економијата. Прва Цареви, значи 17 глава од 8 до 16. Тогаш му дојде Господово слово на Илија. Господ, гледате, се грижи за своите секогаш. Во секоја ситуација има решение. Му дојде Господово слово на Илија. Стани, оди во Сидонска Сарепта и остани таму. Еве таму и наредив на една вдовица да те храни.
Чудни се Божиите патишта, но тој има решение и излез од секоја криза, од секоја неволја. Тој стана и тргна во Сарепта, кога стигна до градската врата, некоја вдовица собираше дрва таму, тој се обрати и рече: донеси ми малку вода во врчвата да пијам. Кога тргна да донесе, тој викна по неја и рече: донеси ми малку леб во раката. И таа му одговара, 12 стих, видите, дури се колне. Сериозна е ситуацијата. Ситуацијата е прашање на живот и смрт. Живиот ми Господ, живи Господ, што знаеме некојаш да кажеме, Твојот Бог, јас немам печен леб, немам освен грст брашно во сад и малку масло во врчва. И еве собирам дрва, па ќе отидам и ќе го приготвам тоа за себе и за сина си, за да го поделиме и да умреме. До таму е дојдена ситуацијата. Уште толку и крај, нема веќе ништо. Жив ми Господ. Но Илија што вели, 13 стих е клучниот. Не бој се, оди и направи како што рече. Само замисли ми првин на мене колачи, првин за мене леп, па ми го донеси, а тогаш готви си за себе и за сина си. Ова не било едноставно за оваа жена. Но повторно, кој треба да биде прв? Или е тука представник Божи, значи. Или е вели првин мене ќе ми дадеш, а потоа за тебе. Но таа вели, толку е и ќе умреме, готово, крај. Зошто вака вели Господ, зборува Господ и вели понатаму, Израелевиот Бог нема да снема брашно во садот, ниту ќе се испразни врчвата со масло, се додека Господ не пушти да падне дожд на земјата. И таа отиде и направи како што и рече Илија, и има јадење за многу денови, и така тој и незиниот син. Брашното од садот не се потроши и во врчвата не снема масло според словото што Господ го рече преку својот слуга Илија. Но, што било битното овде, 13 стих, што кажав. Прво на Господа. Прв е Господ. А потоа, не е проблем, тој ќе обезбеди, тој знае што ви треба. Денеска се спомна, меѓу другото, во пукат и за десетокот, и не само десетокот. Меѓутоа, ете така, доаѓа како згоден пример да се спомне. Знаете, кога нешто е наменето за Господа, прво тргнете го него на страна, тоа е за Господа. Не треба да чекаме, да го оставаме за на крај. Не, прв треба да ни е Господ. И всушност заповедта вели дека не само прв, туку и единствен. Вие можете и десеток да дадете и да го тргнете на страна, ама пак парите да ви се, односно мамон да ви е некој Бог пред Бога. Единствениот жив Бог. Дури од оваа ситуација во Сарепта се поучуваме дека дури кога е во прашање на живот и смрт, треба Бог да ни е прв. Со тоа покажуваме дека го почитуваме, го сакаме, дека тој ни е на прво место. Зарем би не оставил и да гладуваме или било што, ако тој ни е на прво место. Па ајде да се посетиме на стиховите во Матеј 6 глава, 25 до 33. Многу убави стихови. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа, што ќе јадете или што ќе пиете. Значи, Матеј 6 глава читам, во делот на од неговата Исусовата проповед на гората на блаженството. Затоа ви велам, не грижете се за својата душа, што ќе јадете или што ќе пиете, ниту за своето тело, што ќе облечете. Зар душата не е повеќе од храната и телото од облеката? Значи, има нешто што е побитно и од храната, и од облеката, и од се друго. Најбитно, што треба да не биде нашиот однос со Господа? Тоа е најбитното. Тоа сака да го нагласи овде Господ.
продолжува, вели, погледнете ги птиците небесни. Поучете се од самата природа. Тие ниту сеат, ниту жнеат, ниту собираат во житници и пак вашиот небесен татко ги храни. Чи за нив се грижи, за најситните, за најнебитните. Зар не сте вредни многу повеќе од нив? Кој од вас може, грижејќи се, да му придаде на својот раст еден лакот? Зошто се грижите и за облеклото? Погледнете ги полските лилјани како растат. Не се трудат, ниту предат. А јас ви велам дека ни Соломон во целата своја слава не се облече како еден од нив. Иако Бог ја облекува така полската трева, што денес е, а утре ја фрлаат во печка, нема ли многу повеќе вас маловерни? И така не грижете се, велејки што ќе јадеме или што ќе пиеме или што ќе облечеме. И внимавајте сега 32 стих вели, зашто сето тоа го бараат народите. Сето тоа го бараат сите други. Не е лошо да се бара, нормално јадењето и пиењето, тие се основните работи, облекувањето, основните работи на животот. Меѓутоа, што е поентата? Останатите го имаат тој приоритет, тоа им е најбитно, тоа им е побитно. Меѓутоа, вие треба мене прво да ме ставите на прво место. Јас сум поважен. И многу други работи има поважни од јадење и пиење. Сето тоа го бараат и народите, зашто вашиот небесен татко знае дека ви е потребно се тоа. Господ знае, Господ зарем не знае што дека ни треба храна и па не. Тој не создал, тој е наш татко, тој се грижи за своите чеда. Но барајте го првин, значи прво царството Божјо и неговата правда. Барајте првин мене. И се друго ќе ви се додаде. Ова се прекрасни стихови на кои што треба да се држиме со вера. Не е едноставно, има ситуации кога навистина не се едноставни во животот. Меѓутоа, Бог треба да ни биде на прво место. Затоа првата заповед е прва. Бог е прв приоритет. Ајде да отворим сега во 1 Коринјаните 10:31. Ова сега ќе се подудара малку и со минатата моја тема. Реков минатиот пат кога зборевме за апетитот, дека нашето тело е храм на живиот Бог, на Светиот Дух. И скапо сме купени. Нашето тело не е наше. Па за да правиме со него што ни е нам по кеф. Што вели овој стих во 1 Коринјаните 10:31? Според тоа, јадете ли, пиете ли, или ако правите било што друго, нешто друго вели овде, правете се за Божја слава. Ама се, буквално во живот што го правиме, треба да биде за Божја слава. Ама некој ќе рече, ама знаете, културата кај нас е таква, па кај нас се јаде и ова, па кај нас се прави и ова. Меѓутоа, ако Бог ти е на прво место, нема каква култура, какво обкружување, какви соседи. Има ли стих во Библијата кај што се вели дека се што ќе купите, секое парче облека, било што, да биде на слава Божја? Има ли таков стих? Па само што го прочитавме. Што велише стихот? Според тоа, јадете ли, пиете ли, што и друго да правите, било што друго да правите, треба да биде на Божја прослава. Значи, ова ги опфаќа сите аспекти на нашиот живот. Прашањето секојаш е дали со ова што ќе го купам или ова што ќе го направам, дали ќе го прославам Бога. Да, тој знае дека некои работи ни требаат, но прво треба да ни биде Бог. Видите што веле во Излез 28:2, кога сме кај овој дел. Излез 28:2. Направи му на својот брат, значи ова е совет до Мојсей,
Направи му на својот брат Арон света облека за слава и за величественост, или англискиот превод вели да е убава, значи, облеката. Но, внимавајте, кој е редоследот? За слава и потоа и да е убава. Но најчесто кај нас редоследот знае да биде наопачки. Ако се сеќавате, се сеќам дека брат Андреј спомна од ова место дека некој вика, поготоа тоа станува збор за женскиот свет, меѓутоа може да се случи и кај машкиот свет, вика пријател вие, пријателка вие, се доека не спомнете нешто околу облекувањето. И толку веќе. Прво треба да биде за слава Божија, тоа што ќе го купиме, тоа што ќе го облечеме, а после и нека е убаво. Меѓутоа, ние најчесто гледаме да не е убаво, да сме, знаете, онака модерни малку, да сме во тренд и така натаму, но дали Божите размислувања се како нашите? Дали ние, како Божи народ, треба да размислуваме како светот што размислува? Па нели Господ самиот вели дека неговите мисли не се наши мисли, далеку се од нашите мисли. Ние треба да бидеме во склад со неговиот ум, со тоа како тој размислува. Во Филипјаните 2:5 вели, имете во себе истата мисла, истиот ум кој што беше во Исуса Христа. Тоа е христијанинот за кого што Господ му е на прво место. Тука многу аспекти на живот може да опфатиме. Зошто се запишуваме, да речеме, на одредено училиште, на одреден факултет? Дали размислуваме, дали со тоа јас ќе го прославам Господа, или пак нешто друго е во план? Бараме работа. Или не знам, може се префрлеме од една на друга работа. Дали во прашање се финансии, или дали се прашуваме дали јас таму ќе го прославам Господ. Значи, сите аспекти ги опфаќа оваа заповед на некој начин во нашиот живот и всушност се обидувам да ви прикажам дека првата заповед е прва, и ако таа не се почитува, тогаш еден куп проблеми во животот. А ако таа се почитува, ако Бог не е на прво место, ќе ги нема тие проблеми. Ако сакаме, и треба да се запрашаме дали сакаме благословен живот, за овој живот збориме, пред да направиме било што, тогаш треба да се запрашаме дали тоа ќе биде на Божја прослава. И не само што ќе не биде благословен овој живот, туку ако Бог не е на прво место, ако го правиме сето она што нему му е угодно, тогаш не само што ќе имаме исполнет живот овде, туку и како и Енох ќе преминеме и во вечниот живот. Што значи Енох еднакво одеше со Бога, ако не е дека Господ му беше секојаш на прво место и секојаш најважен. И правеше секојаш како што Исус правеше, да му угоди на Бога, а не на себе. И Аврам често пати во последно време го спомнувавме, нели имавме и најмалку 2 глави, може би и вчера читавме или како беше за Аврам, но некои од претходните петоци кога читавме дека Аврам доби повик од Господа да излезе од Ур Халдејски. И каде да оди? Не знаеше каде оди. Дали сега таму ќе најде добри пасишта за своите стада, дали ќе му тргне, дали за опстанок има, дали како ќе биде, што ќе биде, се прашуваше ли Аврам? Не. Ама затоа што Бог му беше на прво место и тука е верата. Значи, тука е верата, тука влегува верата. Ако знаете дека, ако Бог ви е на прво место, ако му верувате, ако сте блиски со Него, тогаш нема проблем. И да ве извика среден ног и да ви рече оди вамо, ќе одиш, затоа што знаеш дека ти го мисли најдоброто. Тука е најчесто проблемот наш, значи немање вера и неподпирање на Божите ветувања и кршење на таа прва заповед. Немој да имаш други богови освен мене.
На Аврам му беше Бог на прво место. На Енох, како исто одличен пример, Бог му беше на прво место. За Христа да не зборуваме. Прочитавме стих дека секогаш, значи нема исклучок, секогаш ја твореше Божјата воља, секогаш го правеше она што нему, на Бога му беше угодно. Нека Господ ни помогне да и ние живееме еден таков живот налик на Христовиот. Амин.